Благодарам, почитуван председателе, почитувани пратеници, почитувани медиуми. Ова е едно од прашањата што и често се поставува, меѓутоа и како настан многу често почнува да ни се повторува. И се согласувам со вас дека тоа што ни се случува пред се заради недоволната посветеност можеби на политичарите, на високи функционери на власта, дури и потикнување во одредени ситуации за да дојдеме до говор на омраза, мислејќи дека на тој начин ќе се добијат некакви политички поени, некакви привилегии и така натаму и така натаму. Меѓутоа како и да е, без разлика на причините кои што доведуваат до говорот на омраза, ние ќе мора да преземеме мерки соодветни се со цел таа појава што е можно да се сведе на едно минимално ниво. Мислам дека во голема мера да дојдеме до ситуација во која што секој еден ќе се насочи, ќе посегне по говор на омраза, по закани. Пред се мислам дека доаѓаат од некакви политички, дури и национални нетрпеливости, без да се води сметка дека лицата кои што се напаѓаат конкретно преку говорот на омраза имаат своји семејства, индиректно, дури па и директно имаме во одредени случаи напад и на децата, на семејствата на одредени личности. Ние постапуваме и тоа во одговорот јасно го даваме како статистика што е тоа што е превземено во овој период и тоа представува еден голем напредок, имајќи во предвид дека претходно воопшто не се посветувало внимание на говорот на омраза. И од една страна е тој репресивниот елемент. Ако гледате колку имаме, значи од почетокот на 2018 до април годинава, за една година и неколку месеци, пријавено вкупно 65 кривични дела за говор на омраза, во кои што имаме 82 сторители на овие кривични дела. И во прилог на одговорот ние ви доставивме точно и по кои кривични дела и како се пријавени до јавното обвинителство. А тоа е повреда на рамноправноста на граѓаните, загрозување на сигурноста, предизвикување на омраза, раздор и нетрпеливост врз национална, расна и друга дискриминаторска основа, ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерскиот систем, расна и друга дискриминација, насилство или други кривични дела. Факт е дека најголемиот дел од овие кривични дела се направени преку социјалните мрежи, преку електронскиот систем, преку патување на директни пораки на закани и така натаму и така натаму. Сето тоа е доставено до јавното обвинителство, се со цел да биде процесуирано. И тоа е еден дел од мерките како репресија. Мислам дека ефектот ќе биде дотолку поголем, доколку и поенергично се спротивставува на говорот на омраза и јавното обвинителство, меѓутоа и судот. Ако конечно видиме дека некој од тие луѓе ќе носат одговорност, ако некој од нив ќе добие заслужената казна и заради тоа што има упатени сериозни закани или говор на омраза, тоа ќе биде санкционирано, тогаш можеби ќе ги обесхрабри и другите тоа да го прават. Инако, ако тоа не се случува и покрај сите овие пријави кои што се доставени, гледаме дека се уште мислат дека одредени групи ќе бидат заштитени од било кој политички представник, од било кој ентитет во државата, па затоа ни се појавуваат такви говори на омраза и при фудбалски надпревари и не знам, други спортски надпревари во државата, меѓутоа и во пресет на одредени настани кои што ни се случуваат. Најчесто говорот на омраза се детерминира од состојбата која што е политичка во државата и настаните кои што ќе ни се одвиваат. Ако гледате кога тие најмногу се случиле, тогаш сосема јасно е дека тие се случуваа во моментите на подпишувањето на договорите со Грција и со Бугарија, од една страна. Тие се случуваа во моменти на одржување на најзначајните спортски манифестации во државата. При
посетата на папата на Македонија и еве денеска или овие денови ни се случуваат во моментите на најавата на гласањето на законот за јавното обвинителство, упатување на директни закани или при подготовката на прославата на 2 август, односно Илинден сега во Крушево, во Пелинце и во Скопје. И жалам што во дел од тие постови, насоки и така натаму се дури се споделуваат, се шеруваат на официјалните страни и на одредени политичари во државата. Сето тоа треба да не натера сите нас да направиме се за да можеме да имаме и превенција во делот на говорот на омраза. Ние веќе работиме со ОПСЕ, работиме заедно со Удруженијето на новинарите, работиме со други структури во државата и на обука, на препознавање на самото кривично дело за говор на омраза, меѓутоа и на подигнувањето на свеста кај граѓаните што значи говорот на омраза, што е тоа што може да биде предизвикано, кои може да бидат последиците и така натаму. И тоа не е случај само во Македонија. Тоа е случај и во државите во регионот и пошироко, да не се посветуваат доволно внимание токму на овие настани кои што ни се случуваат, а тоа е говорот на омраза, кои што можат да предизвикаат далекосежни последици и по државата, и по иднината, би рекол, и на институциите и на државата. Вие се сеќавате на говорот на омраза кој што претходеше на настаните од 27 април во собранието. И во тој момент сите ние некако не ги сваќавме најсериозно таквите закани и повици за тоа што треба да ни се случи во собранието. Меѓутоа, кога ни се случи ја настаните, дури тогаш станавме свесни дека најголемото влијание имале оние кои што повикувале на одредени настани. И на крајот што се случи? Повикувачите утредента се откажаа од сите извршители на злословство во собранието и ги нарекоа терористи визави упатувањето на пораките и охрабрувањата кои што биле претходно. Тоа само покажува дека секој од нас треба да биде длабоко свесен за последиците кои што ги има, па дури и со повикувањето на јавен линч, на убиства и така натаму, ние дури и сега работиме на конкретни настани, случувања кои што се однесуваат на вакви говори на омраза и тоа ќе се зајакнува и понатаму, меѓутоа државата мора да најде соодветен механизам како превентивно пред се да делуваме, да зголемуваме јавната свест, а тука треба да бидат вклучени сите. И образовниот процес, и социјалните установи, и верските заедници, и политиката, политичките партии, сите заедно да допринесеме превентивно да делуваме во јакнењето на свеста на говорот на омраза и последиците кои што може да бидат предизвикани. Благодарам.